Македонската економија ја јаде инфлацијата. Власта краде, не работи ништо, а сака на грбот на граѓаните и стопанството да извлече повеќе пари во буџетот. Низа критики на адреса на власта на трибината на ВМРО ДПМН е посветена на ценовниот шок и сиромаштијата. Опозицијата укажува дека двоцифрената инфлација не е увезена, а критикува дека власта поради криминалот и корупцијата не сака да се откаже од дел од акцизата за бензините, чии цени уриваат рекорди. Алармираа дека наместо да помогнат, власта со ребалансот сака да прибере дополнителни 112 милиони евра приходи во државната каса. Речеме сега и со ребалансот вела дека кај акцизите ќе соберат 437 милиони евра годинава, минатата година 415 милиони евра. Што е проблем да се откажат од акцизите? Ако они го прифатат нашиот предлог за половина година, нема да се откажат од повеќе од 50 до 60 милиони евра приходи во буџетот. Значи ние имаме поголеми расходи во однос на 2021 за 513 милиони евра, најверојатно за корупција и криминал, што не сакат и овие 50 до 60 милиони евра многу им значат. Предлог законот за намалување на акцизата се поднесува по трет пат од пратеничката група на ВМРО ДПМН, но од власта нема слух. Опозицијата критикува дека владата краде и во делот на струјата која од 1 јули дополнително ќе поскапе. Предупредуваат дека Македонија се наоѓа во енергетска катаклизма, а најстрашен проблем е тоа што домашното производство е во акумулирана загуба. Причина за тоа е што ископот на јаглен не е на задоволително ниво. Ако домашното производство на ЕСМ 2019 било 4200 гигават часови, 2020 опаднало 3600 гигават часови, 2021 3200 гигават часови. Значи, ова се бројки кои што потврдуваат дека Македонија е буквално во енергетска катаклизма. Што значи ова? Значи дека домашниот производител, кој што грубо земено, произведената електрична енергија некаде 50 до 55 евра за мегават час може да ја даде во стопанството, на граѓаните, на Ева на Хом, ние имаме намалување на тоа домашно производство. Од владата остануваат глуви на барањата на опозицијата. Министерот за финансии потврди дека нема да има нови мерки. Во колумна соопшти дека со 76 милиони проектирани во ребалансот ќе има само таргетирани мерки за ранливите категории. Бесими се правда од и таргетираниот модел бил препорачан од Светска банка и ММФ. За едновремено насочување на мерките кон ранливите категории граѓани, но и постепена фискална консолидација, новите антикризни мерки ќе бидат таргетирани. Истите треба да бидат времени за да не се нарушат трајно пазарните принципи. Во меѓувреме, ЕСМ се уште ги калкулира пресметките за цената на електричната енергија која компанијата ќе ја продава на Ивана Хум, откаде пак уверуваат дека нема да дозволат големо покачување на струјата. Финалната цена на струјата регулаторот ќе ја соопшти откако ќе ги прибере барањата. Допрва ќе се презентира новиот тарифен модел според кој најмногу ќе плаќа оној што ќе троши највеќе.